Министерот излезе и кажа дека 30% од платата е покачена за војниците. Гледам дека ви е смешно, дали е ова вистина? Еве, ние како новинари се доведуваме до не знаеме што е вистина. Денеска можно и министер да не ја кажува вистина, затоа и да ве завршам на пример вас. Исто така и премиерот излезе и го потврди тоа. Значи, платата не е покачена во армијата од 2023. Сега сме 2026. Значи, последното покачување со општиот колективен договор за јавен сектор. Нема покачување ни денар на никого. Ја не знам, значи ја го демантирав и министерот и премиерот, од каде тие информации, или очигледно еден со друг се лажат, еден на друг му кажува лага, едниот на другиот верува во лагите. Факт е тоа, 7300 луѓе вработени во армијата ќе потврдат дека не земале ни денар. Што е најтрагично, во врска со минималната плата, не да биде 600 евра, и 1600 евра да биде, нема да се покачи платата во армијата ни денар. Зошто? Бидејќи 3 месеци пред да има избори парламентарни, претходната министерка за одбрана, без знаење и одобрување на синдикатите, во супер тајност, го изменија законот и избриша минималната плата како основен елемент во пресметување на платата на работниците. И воведоа минимални бодови, 606, каде што решение за бодот донесува само министерот за одбрана. Дискреционо право. Министер за одбрана одлучува кога сака, како сака да се зголеми платата. И што се случува? 2024 се зголемува минималната, не се покачува, бидејќи бодот треба го покачи министерот. 2025 не се покачува нашата плата, а се зголемува пак минималната. Секоја година во март месец. Еве сега се покачува 1500 денари, пак нема да се зголеми. Колку се оштетени тука работниците? Никој не ги прашува. Како трпат со тие плати? Затоа што сите цени се зголемуваат. Режиски трошоци за храна, за издржување, да се прехраниш, платата замрзната на армијата, столбот на државата. Зошто? Затоа што тоа има дискреционо право министрот за одбрана по негова лична волја, без никакви критериуми од закон или од било какви други законски одредби, регулативи, да мора да ја зголеми. Издвоено е тоа, лична волја, а волја нема. Така да, тој пиар од премиерот дека е зголемена платата, пиарот од министерот дека е зголемено, е само лага за луѓето кои што не се во армијата. Тие во армијата знаат дека платата не им е покачена. Само што проблемот е што луѓето се под голем притисок и закани тоа да не излезе од нивна страна. Затоа синдикат мора да го каже и го кажува. Затоа сме ние. Затоа што луѓето се под големи притисоци закани. Дека се е мет и млеко во армијата, а ништо не е мет и млеко. Ситуацијата далеку покатастрофална од колку што луѓето имаат представа. Ова е страшна работа, вие верните нема